Гејша и уметноста на јапонската убавина, расположени и безпрекорно елегантни во нивното кимоно, нивните лица славно украсени со живописно бела основа. Гејшите веднаш се препознаваат, дури и на оние на запад на кои можеби не им е толку јасно кои се гејшите и што точно прават. Заблудите се уште се вртат околу енигматичниот свет на гејшата. Например, тие честопати погрешно ги мешаат со куртизани. Реалноста е дека гејшите се занаетчии, така всушност се преведува зборот. Со години, обука за традиционална јапонска музика и танц, уште од 18 век, кога првобитните гејши биле мажи. Нивната улога била да пружат дружење и културна забава на остроумната клиентела. Она што тие го обезбедуваат е еден вид моментално бегство од грубото и пропаѓањето на секојдневието. Влегувањето во Охаја, традиционалната чајаджилница која е домен на гејшата, е чин која ја транспортира клиентелата во царство на спокојство, флерт и музика. Гејшата ќе пее, ќе танцува и ќе игра. Игри меѓу разговорот, флиртувањето и генерално да биде неверојатно шармантна во секое време. Тоа е безпрекорна изведба и, како и секој вид на изведба, изгледот е многу важен. Веројатно најиконскиот аспект на изгледот на гејшата е белата основа наречена оширои. Ова неверојатно е во спротивност со нивниот препознатлив црвен кармин, а еден начин да се идентификува маико или чирак гејша, која се уште е во првата година од обуката, е тоа што овие почетници ги бојат само долните усни. Маико во сите фази на тренинг ќе ги направи нивните лица особено шарени со полиберална примена на розово руменило на нивните образи. Спротивно на тоа, постарите гејши имаат тенденција да носат се посуптилна шминка како што стареат, за натуралистички изглед. На тилот има посебно значење за маико и гејша. Во повеќето прилики, две триаголни дамки на кожата кои водат надолу од основата на черепот, се оставени непокриени при нанесување на белиот оширои, шема позната како ери аши. За поформални и церемонијални прилики ова е елаборирано со трет триаголник од неукрасена кожа, модел познат како санбун аши. Овие обраци се креирани со помош на четка со слободна рака. Косата е исто така од клучно значење. Маико ќе се пофали со низа фризури кои одговараат на тоа колку далеку се во обуката, за да станат во целост гејша. Фризурите се елаборирани, раскошни креации кои бараат посети на стилист, кој користи традиционални чешли и восок за да го постигне традиционалниот извајан изглед што многу луѓе широм светот веднаш го препознаваат. За маико лошите денови за косата не се опција, па затоа мора да спијат со подпирање на главите, не на перница, туку на подигнат амортизиран држач за поддршка, познат како такамакура. Ова строго ригорозно одржување на фризурата традиционално би се проширило на попрскување на лепливи лушпи од ориз околу такамакура, така што би било многу очигледно ако маико случајно се лизнала на перницата во сон. Маико носи и украсни иглички, чешли и други украси за коса, наречени кензаши, кои се изработени од материјали како дрво, злато и свила. Видовите и конфигурациите на канзаши ќе се менуваат во зависност од времето, од годината и нивото на обука. Во меѓувреме на целосните гејши им е многу полесно кога станува збор за етикетата на косата, бидејќи тие можат да користат перики наместо да трпат долги сесии на столот на стилистот. Третата класична компонента на изгледот на гејшата е нејзиното кимоно, кое е необично и за целосна гејша и за маико. Исто како што нивната шминка е понаметлива, така и кимоното што го носи маико е генерално пошарено и живописно украсено од оние што ги носат гејшите. Обликот на маико, облеката е исто така
поизразен со широко висечки ракави и долги појаси, познати како оби. Гејшата во меѓувреме носи попригушена облека со пократки оби. Ритуалистичката почит што гејшата и маико ја имаат за секој аспект од нивниот изглед е веројатно една од причините зошто овие елегантни занаетчии станаа толку митологизирани во популарната култура, во филмовите, ТВ емисиите, можеби најпознато од бестселерот на Артур Голден со повеќе милиони копии мемоари на една гејша. И, како останатите, можеби не сме толку прецизни кога станува збор за нашиот секојдневен изглед. Јапонското знаење во светот на убавината е лесно достапно благодарение на магијата на интернетот, со водечките јапонски брендови кои продаваат рачно изработени производи за убавина, онлайн, озможувајќи секој да додаде допир на јапонската строгост и нивниот личен режим за убавина.